Кандидати за идни возачи активно вежбаат на полигонот во Битола. Имаат среќа затоа што веднаш откако ќе завршат обуката, ќе можат да ги полагаат и возачките испити. Тоа не беше случај до неодамна. Повеќе од 5 месеци, кандидатите за возачи од Битола и околните општини не можеа да ги полагаат возачките испити. Оти целиот Пелагонински регион остана без оператор за испитниот центар. На дел од кандидатите им пропаднале некои од положените тестови. Членови на комисиите останале без работа, а автошколите без промет. Од кандидатите, кој како можел се снашол да полага во најблиските општини каде има лиценциран испитен центар, што е одстапка поради настанатата ситуација. Сепак, ретко кој зборува пред камера за овој проблем. За кандидатите беше штета што тие чека и мора да полагат во други средини, во други градови кај што не познаваат ништо. А имаше ли некој што му истече, например, рокот од првото полагање на тестови или лекарско? Сигурно има, ама јас не сум запознат со тоа, точно за да ти кажам конкретно, а иначе сигурно имал. Значише тоа и за вас намалена работа? Секако. Во одреден период да, се осети и кај нас. Се обративме до сите 6 автошколи во Битола. Сите што ни одговорија, иако зад камера, ни кажаа дека претрпеле штета поради застојот. По население Пелагонискиот регион е трет од 8 плански региони во земјава. Во просек тоа значи годишен прилив на околу 3000 кандидати за возачи, а секој што сака да добие возачка дозвола, почетно треба да издвои 42.000 денари. Сепак, ретко кој ги положува сите испити од прва, па вкупно во просек годишно има и до 10.000 тестирања, што го прави бизнисот доходовен. Подготовката за полагање ја вршат автошколите и во тој сектор има конкуренција. Но полагањето во секој плански регион се одвива пред само една фирма, која добива лиценца од Министерството за внатрешни работи. Лиценцата на претходниот оператор во Пелагонискиот регион истекла на 15 декември 2024 година. Уште кон крајот на ноември истата година се распишал конкурс за избор на фирма што ќе раководи со испитниот центар, но обидот пропаднал оти според МВР никој од пријавените не ги исполнувал критериумите. А пријавени биле тогашниот оператор со обраќаен испитен центар АМ и фирмата Супервозач. На повторениот конкурс, МВР се одлучиле за втората компанија. Избраното правно лице има добиено лиценца од 13.5.2025 година од страна на Министерството за внатрешни работи, да врши работи на организирање и спроведување на возачки испит за кандидати за возачи во седиштето во Битола и подружниците во Прилеп и Ресен. И истото има извршено упис на лиценцата во Централниот регистар на Република Северна Македонија, со што практично може да почне со организирање и спроведување на возачките испити на подрачјето под надлежност на СВР Битола. Логичното прашање кое се отвора од овој одговор е како е можно досегашниот оператор да не ги исполнувал условите на конкурсот, кога 10 години непречено спроведувале испити во Пелагонискиот регион. МВР не ни одговори на ова прашање. Дека не добиле одговор, тврдат и од испитниот центар СИЦ-АМ. Сообраќаен испитен центар АМ Доел Битола се пријави и на првиот јавен конкурс и на вториот. На првата објава, сообраќаен испитен центар АМ Доел Битола во целост ги исполнуваше сите критериуми за избор, за разлика од второ пријавениот, кој не исполнуваше голем дел од условите. Но сепак, Министерството за внатрешни работи одлучи да го поништи конкурсот без никакво образложение, се со цел да овозможи простор и време на второ пријавениот да се спреми за повторна објава. Фирмата која сега влегува во бизнисот со возачките испити во Пелагонија, Супервозач, е нова. Основана е во август минатата година или само 3 месеци пред да се распише првиот конкурс за избор на компанија што ќе го води испитниот центар. Собственик на Супервозач е фирмата Street Ride од Кичево, формирана неколку дена пред Супервозач, со единствен собственик и управител извесен Филип Митрески. Тој е управител и во Супервозач. Кога се јавивме да го побараме Митрески во испитниот центар во Битола, ни кажаа дека воопшто не се појавил таму. Испитен центар повелете? Добар ден, Супервозач? Да. Ми треба Филип Митрески. Како може да стапам во контакт со него? Извинете, ама ние овде во пријавното место немаме контакт со него. Можам да го најдам таму, доаѓа? Не, за сега нема дојде на него. Филип Митрески родом е од Кичево.
Од неговиот Facebook профил, веднаш се доаѓа до заклучокот дека станува збор за поддржувач на владеачката ВМРО ДПМН, кој ревносно споделува објави за партиски активности. Бил и во Унијата на млади сили на партијата во Кичево. Младите добро знаат кој гради, создава и секогаш е тука да им помага на младите, а тоа е ВМРО ДПМН. Дополнително пребарување не однесе до податокот дека тој е и локален партиски функционер, член е на Советот на општина Кичево од редовите на ВМРО ДПМН. На интернет страницата на општината го најдовме неговиот контакт телефон. Добар ден, Филип, супер возач? Да. Му објаснивме на Митрески зошто го бараме и дека би сакале да снимиме интервју во камера. Во ниту еден момент не одби, но објаснуваше дека многу патува. Утре како ви е планот? Каде? Јас сум утре во Битола. Добро. Така Дали може утре да се видиме во Битола, пошто и ние ќе бидеме таму? Да ви се прејавам за едно максимум 30 на минути само да се организирам затоа што не знам колку ќе се задржам утре во Битола. Филип Митрески не се прејави, но ние следниот ден заминавме за Битола. Штом стигнавме го побаравме на телефон. Не ни крена, но ни испрати порака дека вози и дека ќе не побара што може. Почекавме некое време, тој не се јави, па се упативме во испитниот центар. Супер возач се сместени спроти до скорешниот оператор и веднаш до познатото битолско кабаре, Голд Фелиција. Во испитниот центар имаше работна атмосфера, но газдата Митрески го немаше. Поминаа часови од како ни кажа дека вози и дека ќе ни се јави, а не ни се јави, па повторно го побаравме самите. Да. Добар ден, Славица е тука од 360 степени. Да, возам уште, затоа ви се не јавено. Да ве прашам. Ни кажа дека се уште возел, но и дека сака прашања по електронска пошта, бидејќи немал искуство пред камера. А потоа и дека воопшто не оди за Битола. Јас сум моментално во Скопје. Зошто се предомисливте? Па немам искуство јас со зборење на камера сега. Право интервју ова да ме питате. Добра, ајде пуштете на имејл адреса па да ви пратам прашања. Иако интернет пребарувачите откриваат дека Филип Митрески и не е баш неискусен во настапи пред камера, му испративме прашања по електронска пошта. Во чии простори е сместен испитниот центар Супер возач во Битола? Какво искуство има Филип Митрески во областа со оглед на тоа што фирмата е основана само неколку месеци пред да добие лиценца за работа? Како го коментира тврдењето на МВР дека конкуренцијата не исполнувала услови, а досега раководеле со испитниот центар? Како и дали политичкиот ангажман на Филип Митрески имал улога тој да ја добие лиценцата? Добивме електронска пошта дека Митрески не може да ни одговори веднаш, туку треба да почекаме уште еден ден. По 2 дена застој, Митрески конечно одговори. За просториите на испитниот центар напиша дека се земени под закуп од Меѓународниот славјански универзитет. А за претходното искуство, иако компанијата формално е регистрирана во 2024 година, тимот кој стои зад неа е составен од професионалци со долгогодишно искуство во областа на возачки обуки, организација на испити и работа со институции од јавниот и приватниот сектор. Нашите раководители, контролори и председатели на комисии поседуваат соодветни квалификации и практична експертиза, во согласност со законските критериуми за спроведување на испити за возачи. Митрески во одговорите ни кажа дека не сака да коментира зошто е одбиена конкуренцијата. За неговата фирма, вели навремено ги исполнила сите услови, што се потврдило со добивање на лиценцата. А на прашањето дали неговиот политички ангажман во владеачката ВМРО ДПМН има улога во добивањето на лиценцата, тој вели: Сметаме дека секој граѓанин, независно од политичките убедувања или општествени активности, има право да основа и води деловен субјект, доколку ги исполнува законските услови. Ние настапуваме како легитимен правен субјект кој своето работење го базира исклучиво врз стручност, законитост и транспарентност. Веруваме дека професионализмот треба да биде мерило, а не личната политичка определба. Што и да било пресудно, останува фактот дека Супер возач успеа да добие милионски бизнис како тази фирма. Следните 5 години, сите возачки испити во Пелагонискиот регион, полагања и преполагања, ќе одат на нејзина сметка.